Интересно е дека се живее и поеколошки. Значи, Скопје живее со реката Вардар. На реката Вардар има плажи. Скопјани пливаат и уживаат во летните месеци на реката Вардар. Меѓу двете светски војни доаѓа европеизација на Скопје. Значи, културни вредности од Европа, ги спомнав некои надреализам и така натаму. Во Скопје се отвараат многу хотели, ресторани, бордели. Значи, некоја сексуална слобода. Се формира 1932 година Сдружение на нудисти. Значи, на плажите и нудисти имало. И се тоа е доста авангардно, ако го гледаме, за еден скок од отоманско Скопје. Во Скопје тој период слика и Никола Мартиновски, познат македонски сликар, нели? И во една од кафаните сликал акти, па после апсен од полицијата и така натаму. Иначе во тој период познато е дека во Скопје живел Јоргос Зорбас, за него е направен филм од Грко Зорба, бил газда на неколку рудници во Скопје. Значи спомнав индустрија, во тој период има и индустрија во Скопје развиена, неколку пивари. Кралството Југославија и странски инвеститори имало испече. Или то се фактички Да, секако дека имало странски инвеститори во кралството Југославија, да, секако дека имало во цела Југославија, а и во Скопје некои доаѓаат, меѓутоа има и локална главна буржуазија.